Почитувани, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини. Господине Хајредини, верувам дека ги следите актуелните случувања со финансиите во државата. Актуелно е новото задолжување на државата кај Унгарија. Каков е вашиот став за ова задолжување? Ја не очекував ова влада, бидејќи сум бил во тие кругови секогаш, дека на овој начин ќе ја презентира состојбата што ја најде, иако не можат тие да се правдат дека ова е некој изненадување, затоа што тие не дојдоа, не падна од небо, нити дојдоа од странство. Тие има Министерката за финансии, сегашната им беше главна во партијата за финансиите и сите знаевме дека таа ќе биде. Сега ваков речник, катастрофа, ова тоа, не навлагам во тоа дали е точно или не, само за нив не треба да е толку изненадување. Едно и второ, со истите најави, со истите оценки, со истиот речник, СДСМ 15, 16, 17 истото го кажуваше затоа што најде исто така безмилосно трошење на буџетски пари, ги парафразирам. И таа СДСМ безмилосно трошеше, не само што не го намали буџетот од претходната, од владата на Груевски, туку исто така го зголеми. Од 3,5 на 4, така натаму и постојано безмилосно трошење на парите. И му давам признање дека тоа е точно и тога и сега. Тоест ќе биде ново задолжување всушност. Тоа ќе биде ново задолжување и тие викат ќе имаме потреба и од други задолжувања нови. Значи, проблемот е во следното. Едино што ме изненади, што прогнозираната стапка на раст на економијата ја коригираше од 3,4 на 2,1. Реална ли е ова? Таа реална е затоа што не треба да си економист. 30 години Македонија не остварила просечна годишна стапка на раст од 2,1, 2,2, 30 години. Цело време со огромни задолжувања во странство за покривање на дефицитот. Затоа што ако растот на економијата ќе биде 2,1, не ќе има и приходи во буџетот на оригиналните приходи. Даноси ќе нема. Па ќе бидеме повторно принудени да се задолжуваме за покривање на стасаните врски кои не можат со вакви инвестиции, со вакви странски приливи да ги покриеме. Да, но предвидувањата на претходната влада беа дека ќе биде економскиот раст 3,4%. Тие вика, тоа е точно, меѓутоа ја ви кажав дека последниве година, две, цело време министер за финансии во неговите колумни секоја недела, он пишуваше и градеше стратегија за развој до 30-та и предвидуваше просечна стапка од 5,4% да се постигне. Јас сакам да кажам дека граѓаните на Македонија овој ги слушат. Меѓутоа не сите граѓани пратат кој кога што рекол и дали е тоа можно. И тука едино викам дека овие реални се во прогнозата дека нема да биде повеќе од 2,1. Макар што и тоа досега 1,2%, бидејќи така беше речено на пресконференцијата на министерката на може и да се оствари до крајот на годината, зависно што ќе се случува. Меѓутоа, тоа е во ред, што така предвидува. Меѓутоа, задолжувањата. Значи, сите задолжувања со каматна стапка поголема од растот на економијата се загуба за државата. А овде ние имаме веќе равно околу 10 милиарди долг. На 15, скоро 70% од домашниот бруто продукт. Ама не е во тоа проблемот само.
Проблемот е што ние не предвидуваме раст тој долг да го вратиме во иднина. Затоа има држави кои се способни со капацитет да може и се задолжуваат и имат со тоа задолжување остваруваат приходи да ги вратат парите. Тука е проблемот во Македонија најмногу од сите други држави. Нема потенцијални приходи утре да ги покрие, па ќе мора задолжувањата, како и досега, да се прават за враќање на претходно. И друго, ова влада, намерно или ненамерно, и ни претходната, немат увид што ќе се случува со една состојба на јавните предпријатија и на инвестициите во крупните капитални инвестиции. Никој не знае, а и тие што знаат не смеат да кажуваат колку ќе имаме обврски према кинеските компании Синохидро, колку евентуално ако продолжат интензивно да работат Бехтел и Енка. Тие се, јас сум тврдел и тврдам, тие тоа предпоставуваат, ама и ова министерка и никој не прави анализа што ќе биде. Како ги оценувате условите под кои што е земен овој заем од Унгарија? Па тој детално не знам дали уште не го презентира. Па 3,25% каматната стапка беше речено дека ќе биде, има грейс период и има и 15 години за враќање. 15 години. Тоа е поволен кредит. Ама да не сме во состојба во која да немаме искуство досегашно такво какво што имаме и да не знаеме дека и самите вика дека раст на економија ќе немаме, па ќе имаме 3,5 камата, меѓутоа растот на економијата ќе ни биде 2,1. Така. Тоа инаку вака, да не е таква состојбата, тие се во светски размери поволни услови. Првата половина од милијардата е најавено дека ќе биде дел за општините, а дел за бизнисите. Колку од ова ќе биде исто така корисно за економијата? Ќе ви кажам. Со години, не со години, секогаш. И тие пари, мали износи што ги предвидуваме за капитални вложувања со наши од буџетот, никогаш не се реализирани повеќе од 50%, сега викам до сега околу 40%, и се чувале на редовните, вообичаените ребаланси на буџетот, само порано, малку подоцна, кај септември, ги праја, да ги пренесат затоа што не можат, тоа е јасно, за да црпиш пари, било од буџетот, било од странските, тие не ти ги дават на располагање на жиросметка, па ти земе ги. Странците ти дават, ти ќе ги вратиш. Меѓутоа, значи, ние немаме административен капацитет да ги црпиме парите на располагање што се. Министерствата, дирекциите, јавните и така натаму предпријатија. Јас сум да ви сведочам, jer остануваат парите, jer он доаѓа пари, ама треба фактура за извршени работи. Нема неизвршена работа. Зашто? Таму се јавиле 100 проблеми. Каде им биле тие проекти на општините во Македонија? Па тоа е една голема дупка буџетска, jer јавна, ако не е на буџетот главен, на крајот на краиштата тоа е дупка на државата финансиска. Долговите, на непознатите долгови на општините и така натаму. И сега тие вика ќе има, ма кога тоа? Еве, одморете, сега ќе дојдат, кога општините ќе бидат способни, кај им биле до сега тие проекти, jer проектирањето треба да трае долго за извршувањето да трае кратко. Еве што ни се случува со Синохидро. Нема проект, пошто трае градбат. А што со приватните бизнеси кои што ќе имаат пристап до овие пари со проекти кои што исто така инвестиции всушност, тие ќе треба да инвестираат исто колку што ќе земат од државата. Тие треба да вработуваат, да има нови вработувања. Па тие треба да ги имат тие проекти, jer и тие не се способни и на нив мислев, не само на општините.
И на тие наши јавни компании, и јавни и приватни, што ќе аплицираат па ќе ги исполнат условите. Исполнуваат условите, после не можат. Тие гледате се соочува со недостиг на работна сила. Ни бега работна сила, да не зборуваме за квалитетот и така натаму. Само нашите пари лесно се трошат, никој не одговара, ама туѓите ќе треба да ги вратиме. Втората половина од милијардата која што е најавена од Унгарија, министерката најави дека ќе биде земена на почетокот на идната година како резултат на обврските кои што доспеваат за плаќање на еврообврзницата. Води ли ова задолжување во ново задолжување, па повторно во ново задолжување, до каде може да оди ова задолжување на држава? Без сомневање. Јас тоа и претходно го кажав. Значи, ако нема ова што зборувам ја, заживување на стопанството да креира акумулација, апсолутно секое задолжување значи дека ќе бидат принудени да се задолжуваат за исплата на И сега тоа прават. И сега овие големи износи што се во буџетот се за тоа да се вратат порано стасаните обврски на државата према доверителите, странски и така натаму. Како може да се реши целата ситуација? Како може да се излезе од овој бесконечен Прво круг? да се реши ова ситуација, прво граѓаните на Македонија треба да се информираат објективно, не со демагогија и апологетика дека состојбата е ваква, дека во идни иначе преземеме ова да не биде така, тоа немаме. Имаме ветувања без покритие. Што со новата, и ова е најново од пред неколку денови, државата издаде обврзница од 48 милиони евра со камата од 5,6%, а долгот ќе доспева во условите беа во 39-та година. А во јануари рековме дека веќе треба да исплати. Голема ова задолжување и внатре се задолжува со државни обврзници се задолжува. Тоа мало е кој јавно. Зема пари, кога има мака, викат, кај ќе ги најде? Ќе бара банките имат пари. Банката едва чека да дава на државата, сигурно е вложувањето, а да не дава пари за бизнисите. Па државата му е најсигурен корисник, должник и на домашните банки. И веднаш дава таму. И тие сите пожари ги покриват пак со краткорочни задолжувања, на година дена и така натаму. Ако тоа што ветеле дека приоритет им е борбата против корупцијата и криминалот, лошо не се пишува, jer ние сега имаме на влада, на парламент и така натаму луѓе кои се виновни за ова состојба, а тие треба да гласат и така натаму парламент за не е можна Македонија така лесно да влезе во она права потребна битка на борба против криминалот и корупцијата, а тоа не индиректно, него директно има влијание во се она што зборував до сега за состојбите во државата. Сакате да кажете луѓе вклучени во коруптивни... Во корупција тие што, например, да не бидат во затвор, наместо да бидат во затвор. Се дел од владата и собранието? Има и остатоци, собрание и све, мешано е тоа. Тоа злососничко здружување е што пристапи кон измена и го изгласа законот за промена на кривичниот законник. Тоа кога тога, jer тоа и сега ветил, ама не сум сигурен сум дека и ова влада и Мицковски се базира на мнозинство, меѓутоа он да загризе во тој слој на луѓе кои можат све да прават, за сите треба да бидат во Идризово. Нема тука... Тоа да очекува јавноста. Јавноста го очекувала. Дрско пред меѓународна заедница, Европска унија, Америка, рекоа дека ова не ви треба, дека вие ги амнестирате криминалците и така натаму. Тие амнестирани криминалци ние ги гледаме на телевизија, тие беа на избирачки листи, тие се на парламент. Ви благодарам.
Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.